civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Барем според она како ја гледав, очекував дека Русија ќе се однесува рационално во цела оваа ситуација кога ги нагомилуваше трупите и така натаму, дека ќе се однесува рационално и дека на некој начин ќе го почитува територијалниот интегритет на Украина и нејзиното право да се организира држава онака како го замислила според некои демократски и европски теркови. Меѓутоа, очигледно, како што и напишав во еден од тие текстовите тогаш анализи, дека Русија изгледа од почеток се однесуваше како слон во дучанот со кристални чаши и дека ќе направи една хаварија и таа хаварија и се случи. Меѓутоа, мислам дека она што понатаму може, бидејќи доста кажавме во текот на ова дебата што се случува и број на бегаци и така натаму. Она што очекувам јас сега да се случи, колега Костовски малце го начна само, него да елаборира, тоа е дека ќе почне во Русија пукање по внатрешните шавови, самите овие трошоци кои ги изискува војната интервенција, заробените колку се таму 11 милијарди во швајцарските банки и све тоа, мислам дека ќе влијае на внатрешната стабилност на Русија и на пукање на некои внатрешните шавови и на понатамошната, да речеме, дезинтеграција на ова големата мечка, односно на процесот на некаква си демократизација на внатрешно ниво во Русија, затоа што очекувам дека ќе дојде до будење на демократската јавност, затоа што не можете вие со медијскиот мрак и со една ваква пропаганда не можете вечито да ги држите. Уште на самиот почеток на војна во Украина се појавија одредени, додуше доста стиви и протести и луѓе кои што не ја поддржуваат оваа интервенција односно војна во Украина. Понатаму, знаете, Путин неколку наврата кажа дека луѓето кои што се на фронтот во Украина не се од редовниот состав, од оние луѓе кои што се на редовно служување на војниот рок, за да ја смири внатрешната јавност, и тврдеше дека се работи за професионални војници кои се таму ангажирани, добро обучени и така натаму. Меѓутоа, од ситуацијата на терен гледаме дека всушност се работи за редовниот состав на луѓето кои што се на редовно служување на војниот рок и тоа јако негативно ќе влијае на внатрешната стабилност и на све оно што се случува внатре во Русија. Во секој случај дека ќе мора војната да заврши во некој мировен процес и Путин тука не верувам дека ќе седне да разговара директно со председателот на Украина, него ќе инсистира да тоа бидат некои, да кажеме под наводници, посилни представници на западниот свет, кои би требале на Русија да дадат некакви гаранции кои она ги бара од почетокот, тоа таа неутралност на Украина и така натаму. Но не очекувам дека тоа брзо ќе се случи и дека ќе мораме да сачекаме некои работи, барем идниот месец. Имаме неколку важни избори во две европски земји, од кои двете се членки на Европската унија. Имаме избори во Франција за председател, имаме избори во Унгарија. Така да и тоа доста ќе влијае на тоа како и кога ќе продолжи тој некако си мировниот процес. Да посетиме дека Макрон, мислам дека почетокот на кризата во Украина, ако не се лажем, али во секој случај повише од 12-13 пати имаше разговори и средби со Путин, на кој начин си обезбеди некаква, да кажеме, ветер во грбот на предстојните избори во Франција, кои се сега одма во април, и ќе чекаме и тука да видиме како ќе заврши тој процес, за да дојде до поголем ангажман на самата Европската унија во решавање на овој конфликт, а секако и влијанието на Соединетите Американски држави. Она што очекувам понатаму, тоа е
страшна бегалската криза дека ќе продолжи. Тоа, знаете, Путин игра на таа карта дека на тој начин со голем број на бегалци, со бомбардирање на цивилните цели во Украина, бомбардирање на колони на бегалци, на некој начин гледа да и наштети, барем во овие фази на војна, да и наштети и на Европа што може повише, затоа што и тие 3 милиони бегалци кои што ќе се најдат во европските земји ќе треба да им се обезбедат многу работи. А од друга страна, он ќе се обиди понатаму со енергенсите да влијае на некаква дестабилизација економска на земјите од Европската Унија. Многу ќе зависи понатамошно однесување и на Кина и на Јапан. Да не забораваме дека Русија има маца и фобија од Кина, пред се Кина е 3 или 4 пати побројна според населението од Русија, имат голема заедничка граница и она што го каже колега Костовски, претензиите кон Сибир и кон ресурсите некои кои што ги има Русија, се сериозни од страна на Кина. Така да, и ако заврши војната, да речеме, во некој нормален временски период, стабилноста во тој дел на светот нема да биде трајна, затоа што ова ќе има рефлексии и внатре во таа така наречена заедница на руските држави, ќе има рефлексии воопште на целиот тој регион. Благодарам. Ти сигурно да не имаш некој прашање. Само сакав да кажам дека со нетрпение ја очекуваме анализата на европските избори, односно на изборите во регионот и низ Европа, бидејќи тие исто така ќе бидат фактор. Особено ќе бидат интересни изборите во Унгарија. Поделени се мислењата дали таму може да се очекува драстична промена, нели, другарчето на еден Ако можам правосилно осуден. Ако можам Џаби дали ми дозволувате 2 збора само? Да, се разбира, да. Да, пошто ја спомна таа тема, да, посебно ќе бидат интересните избори во Унгарија. Јас баш спремам за Цивил медија една анализа која е при крај и се однесува на изборите во тие неколку држави, тоа се нели Франција, Унгарија, Словенија, Србија. И да, прашање е што ќе се случи во Унгарија со оглед на колку е повише од децениското владење на оваа гарнитура во Унгарија, која поддржува режимите како што е режимот на Путин. Тука се сериозни врски меѓу Виктор Орбан и Путин и бившиот американскиот претседател Трамп, така да тие избори ќе бидат многу интересни како ќе завршат. Во секој случај тоа многу брзо ќе го читате на нашиот портал. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.